5 јануари 2026. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Православните христијански верници во земјава утре го слават Бадник, ден пред големиот празник Рождеството Христово Божик. Во организација на Сдруженијето Бадникови поворки, утре ќе се одржат Бадниковите поворки во 80 градови и населени места низ Македонија. Македонскиот народ со многу внимание и почит ги одбележува овие празници. Божик е господски празник и се празнува во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот ова вечер не се оди на гости, се прави богата постна трпеза. Нека се среќни празниците кои што следуваат. И оваа година, пета поред, кавадарци ја продолжува традицијата на заедничкиот Бадников ручек. Утре со почеток во 11 часот, градскиот плоштад ќе биде местото на дружење, топол оброк и празнична атмосфера, отворена за сите граѓани. Настанот се реализира во организација на општина Кавадарци во соработка со општествено одговорни компании, а за вкусовите и празничното расположение ќе се погрижи шеф Горан Филипов и неговите колеги, врвни професионални готвачи од Македонија. Да го дочекаме Бадник заедно со трпеза и насмевки е пораката од општина Кавадарци. Проектот за мостот преку реката Луда Мара е воведен во работа со финансиска поддршка од Министерството за транспорт во износ од 12 милиони денари. Во моментот сообраќајот се одвива по една коловозна лента, поради што е воведен редуциран режим на сообраќај. Ова е привремено до започнувањето на изградбата на новиот мост. Новиот мост ќе располага со две коловозни ленти, тротоар од двете страни, вкупна ширина од 8,5 метри. Со овој проект се подобрува безбедноста и се унапредува патната инфраструктура во овој дел од општината, велат од локалната самоуправа. Одбележани 83 години од смртта на народниот херој Страшо Пинџур. На народниот херој Страшо Пинџур му припаѓа видно место меѓу истакнатите револуционери, осмислувачи и раководители на борбата на македонскиот народ за национална и социјална слобода во периодот меѓу двете светски војни и ослободителната војна и револуција 1941-1945 година. Неговиот животен пат и револуционерното дело се длабоко врешани не само во пишаните документи, туку и во свеста и паметењето на луѓето од овој крај. Роден е на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко работел како учител. Потекнува од познатото револуционерно семејство Пинџурови од Баташа. Татко му Димитар и баба му Наца биле активни учесници во Иледенското востание, така да Страшо уште мал ја почувствувал големата љубов кон татковината. Уште немал ниту една година кога останал без татко, а кој загинал во виорот на Првата светска војна во октомври 1915 година кај селото Криволак. Единствена хранителка и воспитувачка станала неговата баба Наца, на која ја останал приврзан и благодарен до крајот на својот живот. По природа бил тивок и поблечен. Длабоко внатре, тој бил многу емотивен, чесен и искрен кон своите блиски, другари и пријатели. Основно образование и ниžа гимназија завршил во Баташа и Кавадарци. По укинувањето на гимназиите во Македонија во 1929 година од страна на големосрпската буржуазија, како и многу други ученици, и Страшо своето образование го продолжил во Србија, каде биле отворени специјални интернати само за македонските ученици. 4 и 5 клас ги завршил во Горни Милановац и Неготин Крајина, а останатите 3 класа гимназија во Крагуевац. Во Крагуевачката гимназија се изградува како напреден младинец и револуционер. Тука во текот на 1933 година започнал да го пишува својот дневник, во кој можеме да прочитаме за неговите младишки соништа, формирањето на неговите сваќања за животот на луѓето, за светот што го обкружува, за другарите. Покрај другото, во овој дневник запишал: "Јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае."
Ова негово предчувство и навистина се остварило. Од 1934 година е член на СКОИ. Во 1935 година Страшо Пинџур се запишал на правниот факултет во Белград. Тука развива уште поголема активност. Многу брзо влегол во редовите на напредното младинско и револуционерно движење. Се вклучил во друштвото на напредните македонски студенти Вардар, а во текот на 1936 година бил избран за негов секретар. Станал и член на акциониот студентски одбор. Немало акција организирана од овој комитет во која Страшо не учествувал, како демонстрации, митинзи, академии и предавања. Тој бил еден од основачите на македонското народно движење МАНАПО. Во почетокот на април 1938 година се обидел да се префрли во Шпанија и да се бори во интернационалните бригади против фашистичката диктатура на генералот Франко. Доаѓа до Прага, но не успел да фати врска, па се вратил во Белград. Поради неговата голема револуционерна активност и агитација меѓу студентите и работничката младина, во мај 1938 година бил уапсен од белградската полиција и бил затворен во Ада Циганлија, каде останал 6 месеци. За време на летниот распуст во 1939 година Страшо Пинџур заедно со Ристо Михов и Ѓошо Бојаджиев ја формираат партиската келија на КП за кавадарци и ваташа, односно ја обновиле партиската организација која по 1920 година се наоѓала под лабока и легала. По завршувањето на правниот факултет во декември 1940 година, неговата активност како револуционер уште повеќе се зголемила. Бил будно следен од полицијата и повторно уапсен и спроведен во истиот затвор, каде одлежал 3 месеци. Пред окупацијата Страшо бил пуштен на слобода. На 27 март 1941 година во Скопје, заедно со Кузман Јосиповски Питу и Мирче Ацев, учествува во демонстрациите против приклучувањето на Југославија кон Тројниот пакт. Со нападот на бугарските окупаторски сили на Македонија во април 1941 година, Страшо се наоѓал во Скопје, каде бил назначен за инструктор на Покријскиот комитет на КПЈ за Македонија, а од септември 1941 е член на Покријскиот воен штаб. Тој бил задолжен да ја зајакне партиската структура, да формира нови местни комитети и воени штабови. Веднаш се започнало со формирање на партизански одреди. Македонскиот народ започнал да се подготвува за вооружена борба. Од јуни 1942 година тој е член на главниот штаб на Македонија. Страшо Пинџур е меѓу првите прогласени народни херои од Македонија и Југославија на 29 јули 1945 година. Со солидното образование што го имал стекнато, можел да има живот полн со убавини и радост, но тој одбрал живот полн со маки, страдање и неизвестност. Бил решен да ги исполни своите младишки идеали во кои верувал и бил убеден дека еден ден ќе се реализираат. Вечна слава! Премиерот Христијан Мицковски задоволен од функционирањето на проектот Безбеден град. Ова е месец кој што е позади нас, тоа е декември месец, е месец кога може да се сумираат резултатите и да се направи една анализа за тоа што значеше имплементацијата на овој проект. Морам да кажам дека ако се спореди, да речеме, декември месец со декември месец 25-та со декември месец 24-та година, ќе дојдеме до еден многу значен параметар кој што нас не прави задоволни и среќни со аплицирањето и почетокот на функционирање на паметниот град или безбедниот град или како сакате да речете го, бидејќи во Скопје во декември месец 2024 година поради сообраќајни незгоди животот го загубиле 5 лица, а оваа година ниту една. Што значи дека ако минатата година во декември имаме 5 мина кои што го загубиле животот, сега имаме 0. Ние ова велиме дека примената на оваа апликација си го дава резултатот или вкупниот број на лица кои што својот живот го загубиле
како резултат на сообраќајни незгоди во 2024 година е 142 лица, а во 2025 година е 131 лице. Со драматично намалување во бројката во декември месец. Тоа подразбира дека и во градовите каде што нема инсталирано ваков тип на апликација, луѓето внимателно возат, но и на автопатите кои што веќе имаат инсталирано ваков тип на уреди. Така што ние продолжуваме и понатаму да го подготвуваме системот, не очекуваме дека од 1 февруари брилијантно секаде ќе функционира и дека не се можни некакви грешки од стапувања, но тоа во процесот како ќе расте, така и ние ќе растеме со него, така и ќе го нивелираме. Но бројките за намалување на 11 жртви помалце во 25-та споредено со 24-та, во Скопје во месец декември 0 наспроти 5 декември 24-та, ни дава за право да бидеме задоволни и дека доаѓаме до заклучокот дека граѓаните го почитуваат сето тоа и ценам дека како влада обстојавме и покрај, јас би рекол, оној мал дел од општеството кој што го нареков талок на општеството, кој што го исмејуваше сето ова, правеше шеги на моја сметка, на сметка на владата, снимаше разноразни рилсови и така натаму, но овие 0 човечки загубени животи во сообраќајни незгоди во Скопје не прават задоволни и сето она кое што беше антикампања или кампања полна со сарказам од овој мал дел на наши сограѓани, така наречен талок на општеството, навистина бројките ги демантираат и ние сме прилично задоволни од оваа успешна апликација. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,94% во однос на претходната одлука, па така малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и БС98, како и на евродизелот се намалуваат за половина денар по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува, а малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,8 денари по килограм и сега ќе изнесува 32,8 денари по килограм. На пресконференција во владата, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова го представија почетокот на пилот проектот Е-фактура. Имам задоволство што годината ја започнуваме со важна реформа што носи повеќе транспарентност, правичност и стабилност за македонската економија. Денеска заедно со директорката на управата за јавни приходи го најавуваме стартот на Е-фактура, со што правиме сериозен чекор во борбата против сивата економија. Та има силно влијание не само врз прибирањето на приходите во буџетот, туку и врз реализацијата на проекти за подобро здравство, образование, социјална заштита, иновации и економски раст. Борбата против сивата економија, односно нејзиното формализирање, е приоритет на владата и дел од 4-годишната програма. Проценките на Светска банка, ММФ и Европската комисија укажуваат дека сивата економија во земјава изнесува околу 30% од бруто домашниот производ, што е над просекот на Европската унија. Затоа ни е потребен системски пристап со мерки што ќе бидат од заеднички интерес и за државата и за бизнис заедницата. Дигитализацијата на процесите во управата за јавни приходи, како и во другите институции, е клучна за зголемување на ефикасноста и во прибирањето и во трошењето на буџетските средства. Е-фактурата е дел од нашите напори за дигитална трансформација на јавните финансии. Упатувам честитки до управата за јавни приходи за спроведувањето на оваа значајна реформа, која носи бенефит за државата преку намалување на сивата економија, но и значајни придобивки за економијата и за компаниите. Новиот електронски систем ќе ги замени традиционалните процеси поврзани со обемна употреба на хартија и физички документи. Со тоа го намалуваме административниот товар и го поедноставуваме работењето на фирмите. Дигитализацијата и ослободувањето од бројни административни обврски ќе им овозможи на компаниите своите ресурси да ги насочат кон клучните аспекти на нивниот развој и раст. Со Е-фактурата ја правиме економијата пофер, потранспарентна и поотворена за инвестиции, а конкуренцијата ја подигнуваме на повисоко ниво. На овој начин обезбедуваме фер услови за работа и основа за одржлив економски раст, кој директно придонесува за подобрување на животниот стандард на граѓаните.
Од друга страна, за државата и фактурата ќе овозможи поефикасна наплата на даноците, заснована на точни и реални податоци, како и поцврста и попрецизна борба против сивата економија. Почитувани, воведувањето на e-фактурата е дел од системскиот пристап на владата во справување со неформалната економија. Пристап која зголемува транспарентноста и ја зајакнува довербата меѓу даночните органи и деловната заедница. Тоа е пристап со кој градиме партнерство за поздрави и конкурентна економија со повисоки стапки на раст, повеќе инвестиции, нови работни места и повисоки плати. Е-фактурата, како дел од овој системски пристап, не е само техничко решение, туку темел на современа и одговорна економија, во која секој учесник има еднакви услови, а државата располага со навремени и точни податоци за носење квалитетни и одржливи економски политики во корист на граѓаните и стопанството. Исто така сакам да најавам дека во Министерството за финансии отпочнавме активности за воведување нов механизам за независна и објективна проверка на примената на даночната регулатива во конкретните даночни постапки. Ова е од причина што како влада сме свесни за значењето на управната постапка за граѓаните и чинителите во македонската економија, како учесници во истата, а со оглед дека токму во оваа постапка остваруваат определени права пред органите на извршната власт. Очекуваме овој механизам да биде целосно воспоставен до крајот на првото полугодие од оваа година, а со неговото функционирање ќе обезбедиме правичен и фер однос, сигурност за даночните обврзници, оневозможување субјективизам во одлучувањето на даночните инспектори и намалување на споровите кои што се разрешуваат во судски постапки, онака како што и ветивме во владината програма. За истите цели, заедно со Управата за јавни приходи, ќе отпочнеме и дизајнирање на внатрешен механизам за контрола на квалитет во рамките на самата управа. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска презентираше нови докази кои укажуваат, како што беше речено, на длабока и системска поврзаност на Алта банка со структури, финансиери и функционери на ВМРО ДПМН. Банкарот на Вучич стана банкар и на Мицковски во Македонија, обвинување од опозиционата СДСМ. Акциите на САД против корупција, како и специјалниот закон на Соединетите Американски држави за Западен Балкан, се силен показател дека се враќа фокусот на санкционирање на корупцијата и криминалот во регионот. Зошто е ова многу значајно за Македонија? Заради врските и поврзаноста на актуелната власт во Македонија, кој антикорупцијскиот тим на СДСМ целосно ги разоткри. Објавивме сериозен скандал со сомнителни сделки за превземање на Стопанска банка АД Битола од страна на Алта банка, институција која во јавност е препознаена како блиска до структурите на СНС. Банкарот на Вучич стана банкар на Мицковски во Македонија. За овој скандал побаравме Управата за финансиско разузнавање и финансиската полиција да отворат истрага за ова сомнително превземање и темелно да се испита потеклото на парите. До денеска нема никаква реакција од ниту една надлежна институција. Денеска откриваме нова врска, уште една поврзаност на Алта банка со структурите на ДПМН, финансиери и функционери. Кој уште е дел од Алта банка во Македонија? Во менаџерскиот тим стои името на Лидија Неделкова. Ви звучи познато? Дали е ова символ на Сваровски судството од времето на Груевски, која беше разрешена од судскиот совет? Во надзорниот одбор е Стефчо Елаковски, баџанак на Панче Тошковски, актуелен министер во владата на Мицковски. Ќе го споменеме и малку познатиот Маријан Закев, член на менаџерскиот тим, кој во минатото бил собственик и управител на фирма која во 2014 година влегува Ексико Скопје. На јавноста е познат по офшор структурите и бизнис круговите блиски до Мијалков и Камчев, како и со предметот империја. Ако на ова се додаде и фактот дека за член на надзорниот одбор од на банката од Битола била избрана Маја Кадиевска Војновиќ, поранешна членка на извршниот комитет на ДПМН, се е јасно. Ова е рентген слика за цела една структура, директен доказ за поврзаноста на Алта банка со ДПМН, финансиерите и функционерите од оваа партија. Дали затоа јавното обвинителство молчи и не превзема ништо? Дали Мицковски има отворена сметка во Алта банка?
бидејќи во јавноста веќе се објавени информации за уплати во инвестициски фондови во Србија, поврзани со структури до СНС, прашуваме: дали некој функционер, член или близок соработник на ДПМН има инвестирано или уплаќено средства во овие фондови? Очекуваме одговори и одговорност. Работата не е завршена. Во дневникот информација и од спортот, фудбалерите на Тиквеш првата прозивка ја закажаа за 9 јануари. Кавадаречкиот прволигаш зимските подготовки од 17 до 31 јануари ќе ги одработи најверојатно во Белек, Турција. И во новата календарска година ќе продолжи тенденцијата на македонските фудбалски клубови зимските подготовки да ги обавуваат во Турција. Така во втората половина од месец јануари во Анталија се очекува формата да ја брусат дури половина членови на првата македонска фудбалска лига, а меѓу нив најверојатно ќе биде и екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Според последните информации, официјално првата прозивка оваа зима тренерот Борче Христов ја закажал на 9 јануари. Кавадарчани на подготовки би требало да заминат на 17 јануари и во Турција, конкретно во Белек, ќе престојуваат до 31 јануари. Тиквеш во последните неколку кола од есенскиот дел полека се консолидираше, а зимава се посакуваат уште подобри настапи и резултати. Инаку кавадарчани презимија на 8-то место со 18 бодови. Планирани се солидни засилувања на тимот, заминување на оние за кои што нема повеќе да го носат дресот на Тиквеш и секако адекватни подготовки. Што се однесува до заминувањата, единствено на поедини медиуми засега е потврдено она на Александар Мишов. Исто така, Тиквеш и дефанзивецот Дарко Илиевски работат на спогодбен раскин на договорот со оглед на тоа што прилепчанецот до јуни има важечки договор со кавадаречкиот прволигаш, но постојат интересенти за неговиот потпис токму во овој период. Утре не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд. Ке дува умерен, наместа повремено засилен ветер од јужен правец. Температурата од 10 до 14 степени. Врнежите ќе бидат пообилни на 25 литри на метар квадратен во среда попладне и во текот на ноќта кога во западните делови ќе преминуваат во снег. Ке дува засилен ветер од јужен правец над 60 км на час. Поради продор на постуден воздух и засилен северен ветер, во четврток врнежите ќе бидат претежно од снег, во западните делови се очекува да се формира нова снежна покривка. Во петок пак ќе има преодно стабилизирање на времето, а во деновите од викендот повторно ќе има локални врнежи од дожд и снег. Вечерва се палат коледарските огнови, нека е за многу години, среќни нека се божикните празници. Ова беше КТВ Дневникот, имајте пријатна вечер.